Јавното комунално има долг од пред 2013 година, дел од тој долг од пред 2009 година и во основа седи неразрешен тој долг, заради кој 109 вработени во јавното комунално нема здравствено осигурање, иако од 2013 јавното комунално редовно упаќа здравствени придонеси. Оно што успеавме во минатиот период да го направиме е да за дел од долгот кој се однесува на пред 2009 кој одговорност на фондот, постигнеме договор за отплата на рати со информација до владата за отпис, а долгот кој од 2009 до 2013 кога собирањето на придонесите одговорност на УП ќе биде отпишан во соодветна постапка. Веднаш по склучувањето на договор, на првиот договор ќе биде активирано здравственото осигурување на 109 вработени тука. Значи, од наредната недела ќе може да се искористи, ќе се активираат пакетите за здравствените пакети или здравственото осигурување за секој вработени, ќе може да се искористи од, не дај Боже да се искористи многу, но еве и секој од нас е потенцијален пациент, ако има здравствени проблеми, ќе може веќе да не плати приватно, туку да може да оди на јавно здравство. Тоа што го кажа и директорот, значи овие се две постапки одвоени, едната постапка која што зависи директно од институцијата Фонд за здравствено осигурување и вториот што фондот ќе пристапи до информација до влада за се цел да може владата да ги подмири или да ги неутрализира финансиските проблеми кои што ги има институцијата, се со цел да може понатаму институцијата да функционира нормално и да може да тие придобивки на плаќање на здравствено осигурување да може од граѓаните да се искористат.